Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив последните 70 на минути. Почина протоиерей Ставрофор Мирко Станковски, кој повеќе децении беше свештеник и намесник на Тетовското наместништво при Тетовската епархија. Во минатото бил приватизиран дел од имотот на клиничката болница Тетово. Сега болницата има проблеми при оградување на земјиштето. Зголемена е неказнивоста со измените на кривичниот законник. Евроамбасадорот Дейвид Гир во интервју за МИА нагласува дека постоечката празнина во делот законот треба приоритетно да се затвори. Со формирањето на новата фирма за собирање на комунален смет, за собирање смет едно домаќинство ќе плаќа 3,2 денари по метар квадратен. 40% од учениците искусиле врсничко насилство. Загрижувачки резултати од анкета во кумановските училишта. Вевчани ја продолжуваат традицијата на Пладне, почнува Вевчанскиот карневал. Македонец си го убил синот во Шведска. 10-годишното момче со хеликоптер било пренесено во болница, но починало по неколку дена. А на самиот почеток на емисијата да го чуеме обраќањето на протоиерей Драган Јорданов. Господу помолим сја. Господи Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Христос се роди, навистина се роди. Драги браќа и сестри, еве 7 дена по раѓањето Христово, оваа недела се спремаме да го празнуваме големиот празник на обрезанието на нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Затоа оваа прилика сакам да ја искористам да позборуваме малку за големината и значењето на овој празник. Како што реков, во 8-миот ден по своето раѓање, нашиот Господ и Спасител Исус Христос благоволи да биде обрезан за да го исполни законот. Како што се вели во Светото писмо, не дојдов рече да го нарушам законот и пророците, туку да го исполнам. Вака им зборуваше нашиот Бог и Спасител Исус Христос на своите апостоли, но и на фарисеите кои постојано се обидуваат да го обвинат дека отстапува од основните принципи на Мојсевиот закон. Христологијата не учи дека во Христовата личност целосно се соединети Божјата и човечката природа. Христос е вистински човек, но и вистински Бог. Во него Божјата и човечката природа се проникнуваат неразделно, но и неслиено. Ова е догмат со кој е заклучен Четвртиот Вселенски собор во Халкидон. Доколку не беше вака, доколку Христос би бил само Бог, а не и вистински човек, тогаш воплотувањето на Синот Божи и неговото појавување во светот ќе немаше смисла. Бог и покрај неговото воплотување за нас луѓето би бил далеку. Токму од овие причини, но и за да се покаже дека е вистински човек, Господ Исус Христос во потполност го исполнуваше законот. Обрезанието потекнува од нашиот праотец Авраам, каде преку сечење на дел парче од членот на човечкото тело се става печатот Божи врз својот избран народ. Бог му заповедал на Авраам ова да го направи врз секое машко дете од неговите потомци како знак дека и имаат склучено сојуз, односно завет со Господ Бог. Обрезанието како обврска постои се до формирањето на новозаветната црква, кога тоа е заменето со крштението и благодатта која произлегува од него.
Апостол Павле вели дека со крштението на човекот престанува да важи обрезанието. Со воскресението на Христа законот отстапува пред благодата, односно благодата го зазема местото на законот. Светото крштение ја растоварува личноста од тешкото бреме на формалноста и ја гарантира и оставува нејзината слобода. Се поставува прашањето зошто тогаш го славиме обрезанието Господово кое веќе престанало да важи. Ние кога го славиме обрезанието на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, сушност го славиме неговото воплотување, односно неговото вочовечување. Од кога кога се обреза, се покажа како вистински човек, бидејќи ако не се облечеше во човечко тело, ако не беше човек, тогаш како би можело да се обрезува привидение? Светиот Ефрем Сирин вели, ако он не беше тело, тогаш кого обреза Јосиф? Но бидејќи на вистина беше тело, он беше и обрезан како човек и вистинска крв потече од еден дел од телото на новороденчето како син човечки и го болеше и плачеше од болка, како што и доликува на човечката природа. Беше обрезан по тело за нам да ни го востанови духовното обрезание, бидејќи заврши стариот закон кој е по тело и он зачна нов духовен закон. И како што стариот телесен човек обрезуваше сетилно тело, така новиот духовен човек беше должен да ги обрезува духовните страсти: јарос, гнев, завис, гордост, нечистотија и други гревови и гревовни желби. Господ благоволи да го прими обрезанието и на тој начин започна да страда за нас и да пие од онаа чаша која требаше да ја испие до дно кога на крстот рече се сврши. Се пролеа капки крв од еден дел на детското тело, додека на крајот на неговите 33 години крвта на целото тело не потече како потоци. И еве уште како доенче започнува да страда и се учеше на страдање, за да може кога ќе биде зрел човек полесно да ги поднесе најтешките мачења и страдања од оние што не го познаа. Зашто сите ние уште од мали треба да се навикнуваме на јуначки подвизи. Човечкиот живот е полн со маки како ден на кој утрото му е раѓање, а ноќта крај. Значи од утрото, од пелени, Богочовекот Христос излезе на своето дело, на маки, од маки, во маки е од младост и во својата работа до онаа вечер кога ќе се помрачи сонцето и ќе биде темнина по целата земја до 9-тиот час. Им рече на евреите: мојот отец досега работи и јас работам. А што работи нашиот Бог и Спасител? Го работи нашето спасение и за да го заврши потполно, он од утрото на својата младост се зафати со дело, започнувајќи да поднесува телесна болка воедно и душевно, да пати за нас како за своји деца, додека не се изобрази во нас самиот тој Христос. Од утрото започнува да ја пролева својата крв за навечер да го собере прекрасниот плод на нашето искупување. При обрезанието на Божественото новороденче му го дадоа името Исус, кое беше донесено од небото од Архангел Гаврил. Во ова време, кога на Пречистата Дева Марија ја објави благовеста за зачнувањето, пред да се зачне во утробата, односно пред Пресветата Дева да се согласи на зборовите на благовестникот, пред таа да рече: еве слугинката Господова, нека ми биде по зборовите твои. И при овие нејзини зборови, Словото Божјо веднаш стана тело, селувајќи се во пречистата и пресвета утроба нејзина. Значи пресветото име Исус, кое ангелот го даде пред зачнувањето му, беше дадено на Господа Христа, со што беше објавено нашето спасение. Етимолошкото значење на зборот Исус значи спасение, спасител, а Христос е грчки збор и значи помазан. Спасител, како што протолкува и истиот ангел, кога во сон му се јави на праведниот Јосиф и му рече: дај му го името Исус, зашто ќе ги спаси луѓето своји од гревовите нивни.
но и свети апостол Петар сведочи за името Исусово велики. Овој камен што вие како зидари го отфрливте, стана глава на аголот. И во никој друг нема спасение, зашто над небото нема друго име дадено на луѓето со кое би можеле да се спасиме. Ова спасеносно име Исус беше подготвено пред сите векови во советот на Пресвета Тројца напишано и се досега чувано за наше избавување. И сега, кога најскапоцен бисер од наднебесната ризница, донесено за искупување на човечкиот род и од страна на Јосиф дадено, за во тоа име на сите да им се откријат и објават незнајносните и тајните на Божјата мудрост. Ова име како сонце го огреа светот според зборовите на пророкот кој вели: Вам кои се боите од моето име, ќе ве огрее сонцето на правдата и исцеление ќе има во зраците негови. Тоа како мирисано ја намириса вселената, кажано е, името е како разлеано миро во една од книгите на Стариот Завет, Песна над песните. И само преку ова име, драги браќи и сестри, ние можеме да се спасиме. Затоа да не престанеме да го повикуваме името на нашиот Бог и Спасител секојдневно преку Исусовата молитва: Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме, мене грешниот. Оваа прилика сакам да искористам и да ве поканам сите вас утре на Света Божествена литургија со почеток во 10:30 часот, каде што сите заедно ќе го повикаме Неговото свето име за наше телесно здравје и духовно спасение, сега секогаш и во вечни векови. Амин. На сите слушатели на Македонското радио сакам и да им ја честитам стара нова година, нека ни е среќна и берекет нова ново лето Господово, 2024 лето Господово. Уште еднаш да сте ми здрави и живи и да се видиме утре на Света Божествена литургија, како што реков, заедно сите да се помолиме, според зборовите на нашиот Бог и Спасител, кој вели: каде што се двајца или тројца собрани во моје име, таму сум и јас помеѓу нив. Сега секогаш и во вечни векови. Амин. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubim cijel vek. Zavrti se mila Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubim cijel vek. Tvojte oči Magde, crni čerešovi. Tvojte oči Magde, crni čerešovi. Zavrti se mila Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubim cijel vek. Zavrti se mila Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubim cijel vek. Rusa kosa imaš, sveti kako plori. Rusa kosa imaš, sveti kako plori. Zavrti se mila Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubim cijel vek. Zavrti se mila Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubim cijel vek. Ravna snaga imaš, tenka el visoka. Tanka snaga imaš, da ja kršam. Zavrti se milo Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubim cijel vek. Zavrti se milo Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubim cijel vek. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Господу помолимся.
Почина протоиерей Ставрофор Мирко Станковски, кој повеќе децении беше свештеник и намесник на тетовското наместништво при тетовската епархија. Со блажено успение подај му Господи вечен покој на протоиерей Ставрофор Мирко Станковски и направи споменот да му биде вечен. Од име на Тетовско-гостиварската православна епархија, од име на надлежниот епархиски архиерей, митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф и од браќата свештенослужители изразуваме длабоко сочувство за загубата до неговото семејство. Нека Господ му подари Царство Небесно и вечен покој, објави Тетовско-гостиварската епархија. На почетокот на 90-тите години, по осамостојувањето на Македонија, протоиерей Ставрофор Мирко Станковски беше првиот свештенослужител во Полошкиот регион кој имаше час по веронаука на Плюс Форте радио. Опелото за протоиерей Ставрофор Мирко Станковски беше одржано вчера, петок, во 14 часот во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Вести
На пресконференција во дворот на клиничката болница во Тетово, директорот Илир Демири информираше дека неделава градежните работници биле спречени да почнат со оградување на имотот на установата. Според Демири, во минатото дел од имотот што е во владение на клиничката болница во Тетово е приватизиран, а офатено било и дел од местото каде што се наоѓаат и резервоарите со нафта. Во минатото, страна на бившиот градоначалник е приватизирано 87,97 метри квадратни и 4 квадрати од резервоарите за нафта кои се во владение и користење над 50 години на клиничката болница Тетово. Не е проблем како е приватизирано и на кој начин, за тоа ќе се занимаваат органите на правдата и обвинителството. Јас сакам граѓаните на Тетово да ги информирам дека има тенденција истите луѓе да приватизираат дел што ќе го оневозможи пристапот на клиничката болница во Тетово на улица Благоја Тоска, истакна Илир Демири. При обидот да се работи на самото место, според директорот Демири, некој ги попречувал работниците и затоа се поднесени пријави до надлежните установи. Ние имаме решение од општината, од актуелната власт за да направиме ѕид. Излеговме да градиме, да ограничиме до каде е наша собственост. Тие дојдоа и со насилство ја попречија оваа работа. Правно е реагирано, поднесени се жалби, информирани се и полицијата, и во сабота да сме живи и здрави, ќе се стави темел и ќе се прави ограда. Со резервоарот ќе остане правдата да реши. Тоа е собственост на Република Македонија во користење на клиничката болница Тетово, истакна Демири. Станува збор за просторот зад комплексот на згради во кои се наоѓаат оделенијата за хирургија, ортопедија, гинекологија и други болнички оддели. Таму во моментот се прават градежни работи и за уредување на просторот за паркиралиште, а предвидено е во иднина и сообраќајно поврзување со булеварот Благоја Тоска. За поврзување со булеварот е поднесено барање и до општината и до инспекторатот и до сообраќајната полиција. Треба да се најде сообраќајно решение и да се направи дополнителна лента. Сега ќе биде како паркинг, а во иднина ќе се најде сообраќајно решение, ќе биде како влез и излез од клиничката болница, изјави директорот Илир Демири. Day
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг.
Евроамбасадорот Давид Гир во интервју за Македонската информативна агенција нагласува дека главната загриженост во однос на брзите измени на кривичниот законник во Република Македонија е можност за зголемување на неказнивоста и она што се покажа во текот на времето, како што посочи, е дека откако измените стапија во сила, неказливоста е зголемена. Она што го привлече вниманието и наша загриженост беа измените на кривичниот законник. Во тоа време бевме загрижени дека ова ќе доведе до повеќе неказнивост. Тука беше и злоупотребата на европското знаменце, но главната загриженост беше дека ова би можело да доведе до поголеми можности за неказнивост. И она што го гледаме случај по случај во текот на времето е зголемената неказнивост и сега увидовме дека постои празнина во делот законот што приоритетно треба да се затвори, вели Гир, одговарајќи на прашањето за проблемот со корупцијата со која се соочува Македонија, што беше нотирано и во последниот извештај на Европската комисија. Корупцијата, наведува евроамбасадорот, го подкопува економскиот потенцијал на државата, ги подкопува иновациите, представува еден од оние фактори што ги тера луѓето да ја напуштат земјата и секако представува извор на нееднаквост и неправда. Затоа е многу загрижувачки што ноемврискиот извештај на Европската комисија кажува дека нема напредок во борбата против корупцијата. Нашето очекување е ова да биде една од главните области каде што треба властите да бидат активни. Борбата против корупцијата, истакна Гир, кој напомена дека има и светли примери како работата на Државната комисија за спречување на корупција и на Државниот завод за ревизија, но додаде дека во борбата против корупцијата треба да се вклучат сите општествени чинители.
Ако едно домаќинство во Тетово има стан од 100 квадрати, ќе плаќа 320 денари само за ѓубрарина, покрај износите за канализација, вода и јавна чистота во сметката за комунални услуги. Оваа одлука беше усвоена со мнозинство советници на 26-та седница на Собранието на општина Тетово, откако беше и најавено од раководството на општината по потпишувањето на договорот со приватната фирма за јавно-приватно партнерство. Со ова се менува практиката да се плаќа по тоа колку луѓе живеат во едно живеалиште. Сега цената за собирање на отпад за домаќинствата за стамбена површина од 1 метар квадратен ќе изнесува 3,20 денари. Правните лица ќе плаќаат 4,35 или 4,95 денари по метар квадратен во зависност од големината на субјектот. Ваквиот начин на наплата ќе почне од февруари. Податоците за стамбените површини предпријатието ќе ги превземе од Агенцијата за катастар и од старата база на јавното комунално предпријатие Тетово, изјави Даут Мемиши, управникот на ОАНЕУМ, новото општинско друштво за комунални услуги. Дел од советниците реагираа. Новата пресметка може да значи и повисоки сметки. Ако сам човек и сопружници живеат во куќа од 200 квадрати, ќе треба да плаќаат 640 денари. Мислам дека ќе биде пореално. Например, некој има 6 члена дома, а плаќал фиксно 400 и нешто денари. Сега, ако има, например, 100 квадрати, ќе плаќа 320 денари. И за овие нови цени во наредните 3 до 6 месеци ќе се анализира дали се добри за граѓаните. Никој не сака да ги оштети, изјави Даут Мемиши. Дел од точките на дневен ред на Советот беа и избор на командир на полициската станица од општа надлежност, но мнозинството не поддржа ниту еден од тројцата предложени кандидати од страна на Министерството за внатрешни работи. Не си го продавај коло од чифликот, мама не ме дава коло за тебе. Не си го продавај коло од чифликот, мама не ме дава коло за тебе. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Колку ти чини коло чифликот, толку ми чини коло меракот. Колку ти чини коло чифликот, толку ми чини коло меракот. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Колку ти чинат коло овците, толку ми чинат коло очите. Колку ти чинат коло овците, толку ми чинат коло очите. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Колку ти чинат коло мегите, толку ми чинат коло вегите. Колку ти чинат коло мегите,
Македонија. Македонија. Голем пораст на врсничко насилство во основните училишта во Куманово покажа анкетата меѓу учениците, која на крајот на минатата година ја спроведе Општинскиот совет за превенција од детско престапништво во Куманово. Од вкупно 840 анкетирани ученици, дури 318 пријавиле дека биле изложени на врсничко насилство или така наречен булинг. Анкетирањето е направено во сите основни училишта и офатени се ученици од 6 до 9 оделение. Констатиравме дека врсничкото насилство е во голем пораст. Секторот за образование веднаш даде насоки за превземање на активни мерки од страна на стручните служби во училиштата. Но ние како совет имаме насоки каде треба повеќе да обрнеме внимание и да организираме работилници и предавања во конкретни училишта, истакна Лила Младеновска, председателка на Советот за превенција од детско престапништво во Куманово. Таа ги повика родителите активно да се вклучат во превенцијата затоа што постои огромна потреба од нивно ангажирање. Младеновска се пожали дека во училиштето Крсте Мисирков од поканети 207 родители на деца од 7 и 8 оделение дошле само 10, што покажува колку малку родителите се свесни за тоа што се случува во и околу училиштата. Повеќе пријави за булинг има во поголемите градски училишта и секако дека состојбата е загрижувачка, но она што не е прецизирано во анкетата е дали се работи за насилство во училиштата или надвор од нив, односно дали станува збор за сајбер напад. Ние во наредниот период заедно со Советот ќе направиме такво истражување да видиме дали булингот се случува во нашите објекти или на интернет групите во кои членуваат децата. А ние таму веќе немаме надлежност да постапуваме и да контролираме, вели раководителот на секторот за образование од Општина Куманово Александар Јовановиќ. Дел од советниците сметаат дека ваквото однесување треба да се уреди со закон и да се санкционираат родителите на децата за извршен булинг. Треба построги казни за родителите затоа што врсничкото насилство е резултат на лошо и несоодветно воспитување, нагласуваат советниците. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
со традиционално дефиле под маски кои на сатиричен начин ќе ги прикажуваат случувањата во јавниот и политичкиот живот како во земјава, така и во странство во изминатата година, денес на Пладне ќе се одржи официјалниот дел од Вевчанскиот карневал. Вевчани денеска и утре ќе наликува на театар на отворено, организиран од две василичарски друштва – Горна и Долна Маала на чело со Зетот, Невестата и Глупавите августи. Веднаш по нив следуваат останатите маски, секоја со своја приказна, ќе го привлече вниманието на присутните. Дефилето почнува околу 14 часот од почетокот на селото, движејќи се низ главната улица до центарот, каде маскираните го вртат василичарското оро. Преку маските вевчанци испраќаат силни пораки годината да биде бериќетна, да има среќа, здравје и да се променат негативните работи во општеството. Се верува дека преку маските василичарите го бркаат злото и прочистени ќе пречекаат новата година според јулијанскиот календар. И како што е добро познато, вевчанци кои важат за љубезен и гостопримлив народ, верни на традицијата, до дефилето не откриваат во што ќе се маскираат. По василичарското оро, Зетот и Невестата од двете маала ги посетуваат домовите на вевчанци со благослов за здравје и бериќет во новата година, а од домаќините се даруваат со луканици, леп, пари и други дарови. Ноќта пак придружувани од останатите соселани одат на вевчанските извори од каде полнат вода со која прават кашеник, зелник во кој се става паричка. Кај тој што ќе падне паричката, се верува дека ќе биде среќен и бериќетен во текот на целата година. Kako te mlada zaljubi i po tebe pamet izgubi. Otkako te mlada zaljubi i po tebe pamet izgubi. Moja ta mladost, kaži mi ti, i nasite zboroj veruvaj mi. Meni ti stiga moja ta mladost, kaži mi ti, i nasite zboroj veruvaj mi. Što ima se ti podari, sve ta mladost sija izgubi. Sve što ima se ti podari, sve ta mladost sija izgubi. Stiga
uspila. Kaži, koji te milува, koji te gali, koji te uspila. Meni ti stiga moja ta mladost, kaži mi ti, i nasi te zboroj veruvari mi. Meni ti stiga moja ta mladost, kaži mi ti, i nasi te zboroj veruvari mi. Македонец си го убил синот во Шведска. 10-годишното момче со хеликоптер било пренесено во болница, но починало по неколку дена. Семејна трагедија во Шведска ги вознемири жителите откако на 8 јануари во апартман во областа Розенлунд татко посегна по животот на собственото 10-годишно дете пред самиот да ја повика полицијата. Полицијата е повикана во областа Розенлунд со информации за многу тешко повредено лице во стан. Кога полициските патроли пристигнале во станот, затекнале малолетно момче со повреди опасни по живот и возрасен маж. Момчето со хеликоптер на брзата помош било пренесено во болница, додека му биле извршени мерки за одржување во живот. Сепак, неговиот живот не можеше да се спаси. Мажот кој бил во станот е уапсен и осомничен за криминал. Мажот и момчето имаат блиски односи. Станот е опколен и ќе се изврши технички преглед. Во тек се и други мерки за кривична истрага. Роднините се известени, се вели во соопштението на полицијата. Во истрагата се појавија делови кои може да укажат на тоа дека осомничениот извршил злосторство за време на ментално растројство, вели советничката Медлин Арпегард. Станува збор за лекарски преглед кој се врши кога судот смета дека треба да се испита психичката состојба на лицето што го извршило злосторството. Испитувањето го врши специјалист по судска психијатрија кој пишува потврда со неговите препораки до судот. Обвиненијата мора да бидат поднесени најдоцна до 9 февруари. I da ljubav mi da gleda
да кршам јас, и да кршам и да гледам, фајде нема, душо моја, шекерна, шекерна, ти калеша неверна. Шекерна, шекерна, ти калеша неверна. И тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. А за крај во катчето за најмладите, приказната Птицата најденка од браќата Грим. Ви посакувам пријатен ден. Браќата Грим. Птицата најденка. Си беше еден шумар и често одеше на лов в шума. Кога еднаш стигна во шумата, слушна цимкање, како да плаче некое мало дете. Отиде кај местото од каде што се слушаше плачењето и виде едно високо стебло, а на неговиот врв едно мало дете. Всушност, под тоа стебло беше заспала една мајка со своето дете. А некоја птица грабливка, кога го видела детето во мајчиниот скут, слегла, го зела во клунот детето и го ставила на врвот од стеблото. Шумарот се качи горе, го сипна детето и си помисли: ќе го однесам дете во дома и ќе го одгледам заедно со моето ленче. И така тој го однесе детето дома, а двете дечиња заедно растеа. Бидејќи го најде на дрво, а некоја птица го грабнала, детето го нарекоа Птица најденка. Децата многу се засакаа и кога не ќе се видеа, тагуваа едно за друго. Шумарот имаше една стара готвачка. Една вечер старата готвачка зеде две кобриња и тргна да носи вода. Таа неколку пати отиде до кладенецот и се врати. Кога Ленче го виде тоа, ја запраша готвачката: слушај, стара Солзо, зошто ти е толку вода? Ако никому не му кажеш, ќе ти кажам, одговори готвачката. Па кога Ленче и даде збор, таа ја продолжи: утре взори, кога шумарот ќе замине на лов, ќе ја сврелам водата и во неа ќе ја ставам птицата најденка и ќе ја сварам. Рано изутрината шумарот отиде на лов, а децата уште лежеа во постела. Кога се разбуди Ленче и рече на птицата најденка: ако ти мене не ме напушташ, нема ни јас тебе. Ни сега, ни кога и да е, се согласи птицата најденка. Би сакала само нешто да ти кажам, продолжи Ленче. Старата Солуза синоќа донесе многу коплиња вода. Па јас ја прашав: зошто е толку вода? А таја ми рече дека ќе ми каже ако никому ништо не му кажува. Јас си ветив дека не кажувам никому и таја ми шепна: утре изутрина, кога татко ти ќе биде на лов, ќе сврелиме еден котел со вода, во него ќе ја фрлиме птицата најденка и ќе ја сварибе. Но ние, продолжи Ленчето, ќе станеме порано, ќе се облечеме и заедно ќе избегаме. Обете деца станаа на брзина, се облекоа и избегаа. Кога водата започна да врие, готвачката појде во детската соба за да ја земе птицата најденка и да ја фрли во котелот. Но кога влезе во собата, обете постели ги најде празни, па таја многу се уплаши и се рече во себе си: што ли да му кажам на шумарот кога ќе дојде дома и ќе види дека ги нема децата? Веднаш понив да ги фатиме. Готвачката испрати по децата тројца момци за да ги стигнат и да ги вратат дома. Децата седеа пред шумата кога ги видоа тројцата момоци како брзаат. Тогаш Ленче и рече на птицата најденка: ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе. Ни сега, ни кога и да е, одговори најденка. Ти биди китка, а јас ке бидам ружа во неа. Кога тројцата момоци стигнаа кај шумата, не најдоа ништо друго, освен една китка и ружа во неа.
Од децата немаше ни трага, ни глас. Не можеме ништо, помислија момоците. Тие се вратија дома и јавија на готвачката дека не виделе ништо друго, освен една китка и во неа ружа. О, глупаци никакви, ги искара готвачката. Требаше да ја пресечете китката, ружата да ја откинете и дома да ја донесете. Одете веднаш и сторете го тоа што ви го велам. Момоците втор пат поитаа да ги бараат децата. Кога децата оддалеку ги видоа дека доаѓаат момоците, ленчето рече: Птицо најденке, ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе. Ни сега, ни кога и да е, одговори најденка. Ти биди црква, а јас ке бидам круна во неа. Кога дојдоа момоците, не најдоа ништо, освен една црква и круна во неа. Што да правиме овде? Да си одиме дома, рекоа момоците меѓу себе. Кога дојдоа дома, ги запраша готвачката дали најдоа нешто, па кога и одговорија дека не видоа ништо освен една црква и една круна во неа, таа почна пак да ги кара. Будалишта едни, зошто црквата не ја урнавте и круната не ја донесовте дома? И налутена заедно со момоците, и таа тргна по децата. Децата, меѓутоа, оддалеку ги видоа тројцата момоци и готвачката која цупкаше по нив. Птицо најденке, ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе. Ни сега, ни кога и да е, одговори птицата најденка. Ти биди рибник, а јас ке бидам пајка во него. Кога готвачката стигна и го виде рибникот, се наведна и сакаше да го испие. Тогаш дојде пајката, ја фати со клунот за глава и ја повлече готвачката во водата. Старата вештерка се удави, а децата весели се вратија дома и ако не умреле, тогаш тие се живи и ден денеска. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.